го носам каменот и по смрт. Не сакам лошото да ми биде утеха, а доброто недостижно него. Душата на поетот е родена во мака, славата ја сака, а таа како молња е на ридот. Имав еден драг човек, сега е покоен, и беше татко, цел живот ми викаше: синко, не е рече марифет да знаеш. Марифет е да умеш. И овие луѓе, јас можам да ги наречам, како и Братислав, умешници. Така да засетат таа умешност во име на Павличев, во име на сите нас, во име на Македонија. Драго ми е да ви го дадам ова поклонче наше и ова повелба. Бидете ми живи и здрави. Наградата Григој Павличев е, јас колку се сеќам, 60 и некоја година постои. И таа не само што е престижна, таа е темелна во смисла на тоа дека се повторуваат оние работи за кои што Павличев пред 150 години и повеќе се залагал и се борел за тоа да ги разбие догмите, да живееме во слобода, да не бидеме под туѓи јазични медиуми, да имаме слободна црква и тие работи. Во денешно време наградата како признание е голема работа што таа се доделува прво на анонимен конкурс. Исто како што Павличев ја има добиено Сердарот на анонимен конкурс, и таа награда и дава посебна значење и посебно внимание. Јас многу сум среќен што еве оваа година јас сум добитник на таа награда и тоа за мене е нешто што навистина ме прави горд. Јас досега имам добиено многу награди во мојот живот, присутен сум, меѓутоа оваа награда за мене е една од тие што навистина, ако не и најповеќе ми значи. Почнав да мирисам, избрканите души танцуваа по белите облаци. И ја видов земјата како со раце го бара срцето мое. Празната куќа плачеше за мене. И нема никој. Штама да се смилува над мислите мои. И веднаш при првиот прочит се издали поемата на Братислав Ташковски. Таа е една поема која што врзува многу цивилизацијски слоеви од митологија, антика па се до денес, и во неја се бара ево потрага поетот по идентитетот, местото во системот во општеството, и се чувствува една резигнација дека оној што се занимава со литература, посебно со поезија, наоѓа тешки простори, тешки мигови, кај што може да се екзистира денес.